بسم الله الرحمن الرحيم. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع، دنيانا يا لها تجري مجرى. Благодарно звучиме на Allah Джелле Джалалуху, со чие име ја започнуваме секоја добра работа. Истовремено донесуваме салават и селам, мир, спас, благослов, поздрав, селам до нашиот пегамбер, учител и миленик Мухамед саллаллаху алейхи ва селем. Човек кој ни објасни секоја работа со која можеме да се доближиме до дженнет и секоја работа која може да не сочува од джехеннем. Дури Селман Ел-Фариси, пред да прими ислам, Селман, персијанецот, пред да прими ислам, рече неби јукум, рече вашиот пејгамбер ве има поучено се во верата. Вашиот пејгамбер ве поучил за сите работи во верата. Дури ве поучил и во тоалет, и во нужник како да се однесувате. И тоа е факт, тоа е вистина, дека се објаснето. Па затоа блазен оној кој ќе свати и работи, а тешко на оној кој ќе негира и ќе отфрли. Пегамбер саллаллаху алейхи ва селем во хадис кој го пренесува имам Муслим од Ебу Саид Ал-Худри ради Аллаху анху, Пегамбер алейхи салату ва селам ја објаснува суштината, реалноста и хакикатот на овој дуњалук. Бидејќи овој дуњалук во кој ние се наоѓаме, овој дуњалук е предмет и ствар поради која луѓето од здрави се прават болни. Здрави се прават болни. Луѓето поради овој дуњалук не признаваат ниту син, ниту черка, ниту брат, ниту пријател, ниту комшија. Овој дуњалук е многу опасен. Па вели пегамбер саллаллаху алейхи ва селем во хадис сахих: инне дуња хулватун хадира. Навистина дуњалукот е хулв, сладок и зелен. Хулв, сладок за уста, благ, а зелен убав за очи. Е она што е сладко за уста и лично и убаво за очи, тоа го прави на човека да трча по него. Го прави човека да биде алчен и лаком по него. Па потоа продолжува пејгамбер саллаллаху алейхи ва селем и вели: фе инна Аллаха мустахлифукум фиха. А Allah ве стави на земја намесници. Оваа земја ја има припремено Allah Джелле Джалалуху со сите нејзини работи. И човекот дошол на неја како гостин. Све е припремено. Фанзур кајфе та'мелун. Па затоа внимавајте како се однесувате, како работите. Фаттаку дуња, фаттаку ниса. И затоа внимавајте и чувајте се од дуњалук и чувајте се од жени. Хадис Муслим. Зошто е толку опасен овој дуњалук и кога е опасен овој дуњалук? Кога е опасен овој дуњалук? Овој дуњалук е опасен, како што пренесува Ибн Асакир во негова книга Ат-Тарих, историја. Ибн Асакир, еден исламски историчар и научник, пренесува пример
praktičen za dunja. I veli Ahmed ibn Ammar al-Asadi, jedan čovjek koji ima Ahmed ibn Ammar al-Asadi, kažu veli, otidov me so naši učitelj, profesor, šejih, na jedno dženaze. Odi me na jedno dženaze. I oteći popad na kaj dženazето, koga gledame, pod jedno drvo se sobrali nekoliko kućinja. 5-10 kućinja. Jedno sa drugo se mirisa, jedno sa drugo se kuška. Se ponaše, se ligat, se smijat, se igrat. Kućinja. Jedno sa drugo se liži, se igra, se trije, se češa. Kućinja. 5-10 kućinja. Otido me na dženaze. Završi dženazeto. Koja se vratimo od dženaze, koga gledame, tije kućinja se davat. Jedno mu rči na drugото. Другото го каза на другото. Зошто? И кога поминал некој човек и им фрлил мрша, фрлил кожа или нешто совисано непотребно и го фрлил на кучињата. Кога им го фрлил на кучињата тоа месо или мрша, и тогаш тие веќе забораваат сега на кушкање, на лижење, на играње, туку секој скока од тие кучиња, секој скока да зграбчи. И тога веќе настанува непријателство, тогаш настанува борба меѓу самите кучиња. И му рече шејхот на Ахмед ибн Амар ал-Асади, хакева дуња. Ваков е дуњалукот. Кога нема дуња, све е добро, све е рахат, све е мирно. Меѓутоа, кога ќе дојде над преварот, кој да има повеќе, кој да го земе, присвои од овој дуњалук, и тогаш настанува борба, како што настанува борба меѓу кучиња. Додека нема парче месо или кожа или слично, тогаш тие се кучка, тогаш тие се играат меѓу себе. Меѓутоа, кога се фрли мрша, тогаш тие забораваат и тогаш се лајат, се дават, се бијат меѓусебно. Така прави овој дуњалук. И затоа пегамбер салаллаху алейхи ва саллем не предупредил фаттаку дуња. Внимавајте на дуњалукот, бидејќи тој е сладок и зелен, убав за благ за уста и личен за очи. Па затоа Ибн Аббас радијаллаху анху, Ибн Аббас бил внук на пегамбер салаллаху алейхи ва саллем. Ибн Аббас бил најдобар познавач на Куран. Ибн Аббас бил наречен терџуман од Куран, преведувач на Куран, толкуваш на Куран. Знаел секој збор зошто е. И бил хибрул умме, бил мастило на знаење на овој уммет. Ибн Аббас вели, и да кане јомул кијаме, кога ќе дојде кијамет, и луѓето одат на арш, на кај махшер, тоа значи махшер, место каде што ќе бидат оживеани и место каде што ќе бидат соберени за да полагаат рачун. Луѓето попат тргнуваат за махшер и кога на среде пат една старица, која велува Ибн Аббас, старица, незината фаца деформирана, незините заби искршени, незините очи чорави, слепи, грбава, искривена и плюс мртлива. Кога луѓето одат и доаѓаат до кај неа, и тие бегаат од неа. Таа оди кај нив, тие бегаат од неа. И кад бегај таму, илеј кај ни, бегај таму. Која си ти, што идеш со нас? Кај ма тарифунени? Зар вие мене не ме познавате? Валлај, немаме ни потреба да познаваме. Значи, ваква грдотија, ваква одвратност, немаме ни потреба да те познаваме. Рече, ене дуња
Ja sam dunjaluk koji zemal forma, Allah mi dade forma na žena. Aleje kuntum te tekatelun. Poradi mene vije na dunja se borevte. Poradi mene vije na dunja se mrazevte. Poradi mene vije na dunja prolevavte krv i ga raskinuvavte odnosi. Ja sam ovoj dunjaluk. Znači, toj dunjaluk, dodeka čovjek na ovoj dunjaluk misli дека je večen i besmrten, misli дека е вечен за секогаш, мисли дека овие убавини дека се вечни и трајни.